Фитосанитарниот инспекторат за земјоделство е задолжен за контролата на сите растенија кои се увезуваат и извезуваат од Македонија и утврдува дали ги исполнуваат сите стандарди кои се пропишани од Европската комисија за заштита. Со тим од 70 луѓе го контролира квалитетот на храната која влегува во Македонија од растително потекло и семенските материјали. Меѓутоа, конкретно фитосанитарниот инспекторат се бави со сите оние растителни плодови кои излегуваат од Република Македонија и кои влегуваат во Република Македонија, дали здравствената состојба на тие посадочни материјали, семенски материјали, конзумни овошје, зеленчуци кои влегуваат или излегуваат од Република Македонија, а знаеме дека овој е ваков регион земјоделски, значи дали ги исполнуваат здравствените стандарди здравствените стандарди кои ги препишува Европската комисија, за да можат да се извезат во одредени земји. Според Васко Арсов, државен фитосанитарен инспектор, производите кои не ги исполнуваат пропишаните стандарди се уништуваат или се враќаат во земјата од која биле увезени. 90% од посадочниот материјал, семенскиот материјал и препаратите се увезуваат од Европа или од земјите кои не обкружуваат. За подобра контрола на квалитетот, во земјава работат две акредитирани лаборатории кои прават анализи на сите препарати кои се внесуваат. Со мострите и со акредитирањето на две лаборатории, мора да кажам дека во последните 3 години се акредитираат две лаборатории. Што значи акредитацијата? Дека ги исполнуваат сите европски регулативи и стандарди по кои треба да се работи една лабораторија за да добие акредитација, и сите тие резултати кои ќе произлезат од таа лабораторија се валидни и тие не може никој да ги оспори. Како што истакна Арсов, секоја година се зголемува буџетот на фитосанитарните лаборатории од страна на владата на Република Македонија, за да се добиваат што поквалитетни анализи, не само при влез на производите во Македонија, туку и од местата од каде се пуштаат во промет. Со помош на инспекторите од внатрешноста се прават анализи со кои се контролира функционирањето на пазарот во внатрешноста.